Добро утро и добре дојдовте во новиот влог на каналов. Денеска започнуваме уште еден нов проект во студиово. Значи, претходната година го средив и го направив вака од прилика нешто. Ама, сега, вчера купив и верица и ке се ова од тука ке се тргат. Се не знам како ме гледате. Тоа од тука ќе се тргат. Тоа тука ќе се тргат и ќе бидат све во стил на масата, на дрво и со сиво. Ова сега денеска ќе го префарбам уште еден, зашто не знам али тука со четката што чепнав имало бело на неа и малце се познават. Исто така и тука. И те ќе се средат, ќе се направат, ќе се појади се пакова денеска и не денеска, ама во некој од наредните денови ќе направиме да бидат, например, да се среди све и да се направат тие, да се направат полици и многу јако ќе бидат. Ќе порачи некои работи од тему што ми требат, зашто си думав некои столни ламби да ставам позади тука, ама не оди тоа некако, не знам зашто. И мисля ка и најубаво и најевтино ќе помине со лед трака и шо, ќе стане на лед трака тука, здола. Можда ако е подолга овде ќе продолжи и стола така ќе ста, за да светит тој дел, зашто тој дел ми е темен, ако ќе седиш овде вака овие светит. Чекај. Ова светит и се ваму ноќе ако ќе седиш в тамница, ова не светит. Исто така се мислев да порача и за овде вака да се клајт, ама ќе видиме, зашто нема кај да го приклуча. Еден штекер е тука само, од тука имаме продолжен и од тука е продолжен ваму за принтерот и за полнење работи. Ама ќе видиме некако ќе се искомбинират за да видит некако поубави поќе штекери да имат. Така да можеме да започнеме со реновирањето. Сега ода да јада и ќе слеза дојра да купа нешто што треба да купа, за да се турит во бојата и тоа е тоа во глобала. После тоа све овде вака ќе расчистиме, ќе тргнеме масата, ќе покриеме работи што треба да се покријат, за да се суреди и да се направи кој што требите. Така да ода да јада и се гледаме после. Луѓе, ја овде вака расфатив. Тргнав масата од таде, сега ова да го извајме и ова да го извајме и овде да постелиме нешто да не се ошлакат со боја и можеме да почнеме со работа. Ми заборав да снима за овако, ама ќе ви пушта таймлапс кој ќе варосува. И ова се дума да го исфарба со спреј. Не е каков спреј. Нека се стега. Се гледаме. Има сонце во очите и лето во душата. Ти си моја тајна во ова ноќ магична. Имаш сонце во очите и лето во душата. Ти си моја тајна во ова ноќ магична. Сакам со бојата во твојот ден, сонче под печаток на твојата кожа. Те видам како светиш во толпата си сјај, чепориш како лето во тебе рај. Срцето ми игра, те следам со поглед, се што ми треба во тебе го гледам. Без правила, без граници, летото нека не води. Низ ноќиве има сонце
sunce v očite i leto v dušata. Ti si moja tajna ova noć magična. Imaš sunce v očite i leto v Сега dušata. пръскал едно средство за против паяци. Влезна почна много паяци да ми излагат. И сега чуя да наместа боја. Да тура боја в канта и ке почнеме да фарбаме. Да, и да поставя долу нешто вака некои картони, да не го ошлака ламинатот. Се враќа забрзо. Бојата е спремна. Се уште да му се јава на тато, да видиме ваља кај имат, не може да најде, и ќе почнеме, ќе ви пуштат таймлапсото. Слушай, Сега ќе зема, ќе појда лепак и ода вака ќе гледа вака лепак. И иначе ги испрскав, ќе видите после каналиците од овде. И сега приметив дека заборавив дека и вака има каналици. Капачињата ќе им ги испрскам, но треба да купа спреј. Така да нив ќе правиме накнадно, кој ќе го реновира овој зид, што треба да се напред. И така сега да појда да зема лепак и да залепиме горе и ќе ви се јавам. Deep Thoughts. Срок. Твојот поглед ме заробува, во срцето ми прави бура. Секој миг со теб е магија, без тебе светот нема боја. Твојата преградка ме смирува, како лек што душа ми лечи. Не сакам да се ослободам од тебе, а љубовта што ми ја даваш е преголема. Зависен од тебе, ти си ми се, твојата љубов ме води без престан. Секоја ден, секоја ноќ, само ти, без тебе светот губи смисла. Зависен од тебе, нема друг пат. Ти си мој воздух, мој свет, секој ден, секоја ноќ, јас те сакам. Зависен од тебе, за секогаш. Твојот допир, оган во мене, секој допир. Сега како што видовте, го залепи фона и сега ќе почнеме со фарбање. Ете сега, направивме то, ги клавивме и каналиците и сега да појде да зема една скала, зашто одстола не ќе може да фарба и починаме со фарбање.
Луѓе, мене ми се вжишти. Имам и камерман. Мене ми се вжишти, да ви кажа право. Не е било лесно ова. Ама пак немат по-убаво чувство ќе направиш нешто сам. Затоа што сакаш да го работиш. Тика, Rolex на рака, време е пари, секундата не чека, Дарко надрил, сцена се е пали, гасерски стил, нема стоп, нема мали. Вие би часовник, времето го носам, раката блиста со злато, ја босам звукот е лаут, набитот експлозив, Rolex на сцена, гасерски мотив. Вие би часовник, Rolex на рака, Лучот го фаќам во џебот, штека стилот го чувам, тикам и така, нема пауза, вака на сцена сум крал дрил, не се гаси така бит, звукот од естрада, пари на маса, на врвот од игра, дурбин од тераса, секој. Овој дел е завршен. Ова ќе обелит. Сега овде вака да го направиме. И после Со злато ја босам, звукот е лаут, набитот експлозив, Rolex на сцена, касерски мотив. зашо ова кога испарва само ова и не ова, овој дел ќе видите и се познават. Сега шлака вратата ме одврска. Ќе го чистиме. Сега да не се има скалава. Иначе, луѓе, многу брзо суши, жишко е. Ај, камермано мрцни, чакай, нема што да кажи. Ја сакав уште потемна, ама не испаѓа тоа сакам. Ке требаше прикупа уште еден тонер, ама ај реков со таа што има од претходно што ми остана. Само ја ке офарба. Пишете долу во коментари што мислите зашо залепи вака. Луѓе, еве сега офарбав рацете, немојте приметите лом. И таму го офарбав цело зашо пробав, ама ќе направив поголема белја, пак ќе ги се познаваше. И сега мисля дека ќе видите. Така да сега малце ќе одмориме, ќе оставиме да се исуши, да видиме аутпутот каков ќе биде. Ако треба уште еднаш ќе го помина ова. Ако не, појда ќе купа уште еден тонер, поликолор има колку сакаш. Купа уште еден тонер, ќе направи уште поцрна бојата и уште 3 тонери ќе купа, направи уште поцрна бојата и црно да видите. Не сиво. И така. Мајсторски раци. Ај се гледаме после, оставите лайк. Луѓе, ја денеска фарбав, ама некако не испадна кој што треби. Се познаваат овие. И сега, утре ќе го префарба пак наново, со друг ваљак, ваљак од немичи најверојатно, и тоа ќе биде тоа. Вечерва работење, не знам како и зошто и каде, ама тоа е. Вечер во студиото не го биват вакви работи, не се прават во една ден. Денеска 300 работи ќе завршив. 3 пати го фарбав иначе ова и пак исто испадна. Шарено никакво. Ништо утре. Не може и сега, ама искрено ќе нема да се исушит и ќе мирисат до че не може да спија овде вака.
Ај ке видим. Ке видиме шо како. Па се гледаме утре. Луѓе, еве го денешниот резултат. Сега вака кој што гледате е таман. Ама камерата, оп. Чекај. Не се примети толку на камера. Уствари не е во фокус зато. Гледате овие вака. Се приметуваат некои работи поќе од претходниот, па зашто е потемно. Ама за разлика од вчера вечерашната снимка кај што имаше и овде, и овде, и овде, и овде. Така е поубави вака, например, кој ќе снима некој видео, па секако овде вака ојде ова, она што стои тука, така да не ми прави некоја разлика. Сега малце овде вака го има зафркнато со четката, зашто овде вака со ваљак не можеш да доприш од крајето. Ама некако 3-4 пати вчера го преправав, така да не може поќе искрено. Убаво изгледат и на камера мисле дека убаво ќе изгледат. Побоја од него што беше вчера вечерта, така да ојме сега да досредиме, да исчистиме, да изрибаме, да соредиме тие работи и после тоа не знам што ќе правиме. Треба вчера порачав некои работи од Тему, околу 3-4 денари фрлив така на работи за студиово. И после тоа треба да се средите вамо, овој дел, и не знам дали ги гледате ти таму. Ова ќе се фати тоа овде, ова ќе се фати тоа овде, и ова ќе се фати тоа овде. Овде вака ќе одат полици, таму ќе одат како регал за сите работи од тука да се префрлат таму. И интересно е вака да се снимат некои си вакви влогчиња со прајање на студија и сетапи. Работите што порачав од Тему, мисля дека ќе стигнат за 1 месец, така да не знам овој влог кога ќе излези, зашто треба да стигнат тие, да го направиме све кој што треба, да светит, да се опремит све кој што треба, па после ќе го извадиме овој влог, зашто да биде како финишт. Или можеби ќе направиме 2 епизоди, ова ќе биде првата епизода и кога ќе дојдат сите работи, ќе снимиме уште еден и ќе дојде и втората епизода. Така да сега ојме да соредиме овде вака и уживајте. Мада и овие работи што се познаваат вака, онамо треба да се препред. Онамо е многу критично над вратана. Оф, леле мајко мила. Нека си е критично сега што да правам, не наново треба цело да го фарба ако фарба таму. Критично е дека сношти касно беше, не се гледаше толку, не се познаваше на сите лица. Виш ако не само тој дел ќе го префарба, зашто овде е убо шипки се расо убо. Ова треба пак да го витка. Ај нема да се пула таму. Ако ме изнервират, ќе изваа пак све. И тоа е, ќе го префарба и во вториот дел ќе гледате финална верзија. Зашто не можеш кога немаш пристап до некои работи, онака, пример, не можеш да пустиш кој што треба вајлjakon догоре. Ќе го шлакаш таванот зашто е бел. И кога ќе видиш, не знам, овој дел вака ме свиѓа, искрено, едино овде вака има од ваљакот останујно вака, не знам да му се пукне.
а да го варосува пак треба да лепа, а нема лепак. Но ми е критично многу. Не знам што да правам. А треба да се собера шо побрзо, значи има доста работи за работење. Гледај се, ова ќе дојде онде. И онде горе, не знам. Нека стои вака. Ја нема нема джепка. Сега за се нека стои вака, па ќе растура уште еднаш и тоа е тоа. Овие ваму нема да се испрскаат кои ќе се направат новите, зашто мене ме беше да кој ќе склопа она, веќе да си види све направено како што треба, ама што гледа не бидои работата. Наново уште еднаш ќе растура и наново уште еднаш ќе пра. Денеска ќе се уредиме, ќе наместиме. Таман за следниот влог ќе бидат дојдени сите работи од тему и ќе направиме целосен влог, кај што ќе се покажат и некои работи тогаш и местење и тие други работи. Така да тоа е тоа сега за сега. Дај да се уредиме, да собериме, да наместиме и тоа е. Ајде. И онде треба да се префарбат кај онаква. Ја мислам тоа ќе биде полесно следниот пат. Зашо креветчево малце ми е креветов е малце зафркнат, ама ќе се среди тито, зашо ќе се извадат сите работи од тука. Овде вака ќе видиме шо како. Да, дефинитивно следниот пат ќе биде многу полесно за фарбање, а и ќе купа и книжен лепак, зашто немат. Уште остава, има да ми стигнат. Вчера рачунајте цело беше ова. Тоа е тоа. Чистиме, собираме, местиме, ќе снимиме едно како изгледат сега, ама рачунајте дека во следниот влог ќе биде 100 пати поразлично. И однака овој зид треба да го преправа, така да кој ќе го преправа овој зид уште еднаш, па све и сношти татко ми го правеше, ама пак се познаваат, не знам што е работата, или поликолорот бил смрзнат и остават траги, не знам, нешто си има десено, шо, не знаеме, ама не дават убава боја кој што треба. Мислам, тој бојата е таман, све е таман, само некако например, овде вака ништо не се познават на лајците. До онде кај што се ушлакал со четката. Овде вака се познават, имаат промаршено, ама следен пат кој ќе го правиме зидов, тогаш ќе го префарбаме уште еднаш, ќе купа лепак, ќе направиме кој што требит и тоа ќе биде тоа. Искрено, тоа ќе направиме кој што требит. Сега нека е тоа што е. Сетувка веќе 8 минути. Така да нека е тоа што е, да се уреда и јеби га. И извади се. Ама искрено, вака, овој кадар многу јако изгледа. Овде планирав да кладам еден сајн, од оние што се neon light, ама се предомислив зашо шо знам. Порачав за намаса позади мониторот, овде вака и нагоре ќе светит. Две мисля дека ги порачав од тему. Доста нарачки направив синоќа, така да
Се надевам дека ви се свиѓа тој влог, оставете лайк, шер, гледате колку се трудам за ова и колку пари трошам на вакви работи. Да не беше за снимање и такви работи, никако немаше да го направам. Да работив сосема некоја 10 работа, ама сака да ми изгледат она, да биде перфектно, неќу вака да има, не. Или крај крајева, мада и то немој да си изведите, да купа лепак, не ваков лепак, туку градежен лепак кој ќе го правя овој зид и него да го помина со лепакот, ама со лепакот во боја да биде и ја мисля дека ќе биде кој што треба тој. Зашо вака џабе го врва, па ако станете пак се познават. Тоа е, а пак, мој да се дотера на некој начин. Ке видам, ке размисля, ке прамуваме со татко ми и ке видиме што ќе биде и како ќе биде. Така да, ајде да почнеме, доста збора, 11 минути збора. Зема лепак и мрежа и сега се дума и на овај зид да го клајме лепак само. Ниче вака. Ма да и те не беше вака мазен, ова е поликолора. Ние уште ке мора да се префарба. Не го биде вака, види. Ајде овај дел ќе го скрие, ама ова ќе го скрие. Ова вака како ќе го скрие. То таму. Ова. Не го биде вака, гледај. Летна авантура, ти си моја бура. Она само најки фура. Сите од себе ги гура и знае дека е моја цура. Ова летна авантура, со тебе летово без цензура. Сега го зидав мониторот. Сега ќе монтираме овде вака. Минута како да е авантура. Бебе подај ми една пура. Ипак ти си моја цура. Во срце носам ритам и жар. Со тебе се губам ко во летен бар. Во твојот филм одиме на бал. DJ Kingdom и Златен грал. Со мене ноќта станува ден. На устните ти пишувам рефрен. Летна авантура, ти си моја бура. Она са Сега има с дома. пура. Сите од себе ги гура и знае дека е моја цура. Сега има с дола да наместиме некои кабли, да ги пуштиме горе напојувањето на мониторот. Абе, шо летате вака? Еве, сега од тука имаме кабли и овој кабел ја пуштиме горе. Ова е напојувањето од мониторот. Ова е да ќе стоите. И сега ќе пуштиме овој кабел. Ова е HDMI-от. Ама HDMI-от зафркават. И ќе пуштиме вака. Оп. Добре. Ај сега горе.
проблем со звучнициве. Не знам. Значи, све кул, све окей. Ама, као многу пубаво би изгледало ако е овде мониторов. И ако го скриват звучникот. А ако го скрива звучникот, проблем е ако ќе снима песни. Тога е проблемот. А иначе, во глобала нема проблем. Едино решение не за да побара некој стенц, така за на масава, и со тие стенц да ги клајме, например вака. Значи, шукам овие не можеш да ги заштрапиш. Зашто искрено, реално вака ми сметаат звучнициве, ама пак да ги нема, нема да е то. Зашто кога ќе миксаат песни мора да се на мора да се на ниво на ушите. Ај ќе видиме ако ќе правиме нахнато. Овој лаптоп го има 3 години, мислам. Скоро 3. Овој лаптоп што има преработено во овие 3 години, вие не сте свесни. Ау колку јако изгледат кадаров, не е можно, значи. Прејако искрено. Ами ко така како ќе снимаат сега да не користа столицана. Е трга столицана и на ова седна и топ кадар. Бо, сине. Колку е јако. Овој лаптоп што има преработено. Не сте свесни. Иначе има еден постар лаптоп, кој го користи сестра ми. Тој што има преработено. Од 2012 и уште работат, рачунајте. Може да се гледат филми. Е сега за премиер и таква работа, мало од сутра, зашто секој ден е горен тој, секој ден на макс пуштен. Ама, реално се скрија некои работи што се гледа. Е сега, ние ова го наместивме, ова сега не ни треба, ќе тргнеме вака настрана. Сега да ги пуштиме другите кабли згора. Уствари не. Треба да отправиме вуферот здолу. Да наместиме. Знаете што? Пушта лайф на TikTok.